Добар ден, почитувани, следите најновата Телма амбуланта. Денешното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Дали ниското железо секога значи анемија и што на вистина ни кажуваат вредностите на хемоглобинот, бројот и големината на еритроцитите и феритинот, кој се опишува како резервоар на железото во организмот? На кој начин најчесто се губи железото кај жените и мажите? Дали обилните менструални циклуси може да представуваат проблем исто како и малите крварења од хемороидите? Кога анемијата може да биде сигнал за посериозен проблем? Дали е безбедно да се земаат суплементи на своја рака или пак терапијата со железо бара контрола? За се това разговараме со професор доктор Оливер Карамфилски, хематолог. Останете на Телма, следува на вистина корисно издание, а можете да се вклучите и со ваши прашања во програма при крајот на денешната емисија. Што треба да знаеме за железото во крвта? Ова прашање ќе му го патиме на професор доктор Оливер Карамфилски, хематолог во Аџи-Бадем Систина. Професоре, добар ден и добре дојдовте во Телма амбуланта. Добро најдов. Секогаш е задоволство да бидам тука. Професоре, како се толкува крвната слика, како се чита? Што значат вредностите на хемоглобинот, но и на бројот и големината на црвените крвни зрнца, односно еритроцитите, кога станува збор за анемијата? Се чита различно од лекари и од пациенти. Пациентите прво се фаќаат за вредноста на серумското железо, а јас како професионалец прв пат за вредноста на хемоглобинот. Дефиницијата на анемијата е врзана со нивото на хемоглобин. Единствена ситуација во која што може да дефинирате постоење на анемија е паѓање на нивото на хемоглобинот под нормалните вредности. Помалку или повеќе, тоа е степен на анемија, меѓутоа под 120 грама на литар се е анемија. Значи низок хемоглобин, всушност, значи анемија. Така. Но повеќето од нас правиме анализи на серумското железо. Што значи доколку серумското железо е ниско? Серумското железо треба да се испитува само кај пациенти со анемија. За останатите пациенти нема никаква важност. Пациент кој што е без анемија, а има ниска вредност на серумското железо, може да биде интерпретирана на многу различни начини. Прво зависи од методата со која што се работи во одредена лабораторија, второ зависи од начинот на земање, со каков инструмент или игле или прибор се зема, трето зависи од тоа колку и во какви услови се чува крвниот примерок до анализата. Значи, таа анализа нема никаква важност ако пациентот нема анемија. Може за искусен професионалец да представува можеби најава дека кај пациентот, особено кога знаат од порано пациентот, во некоја блиска иднина ќе се развие повторна анемија, односно тоа значи дека проблемот заради кој што се јавила анемијата порано кај тој пациент се уште не е решен. Значи ниско серумско железо, а нормална крвна слика? Не значи ништо посебно, освен можеби најава. Меѓутоа тоа е предупредување. Тоа не може никако основниот проблем кај пациентите ги објаснуваат своите главоболки, вртоглавици, малаксано со нивото на железо. Железото не прави апсолутно никаков здравствен проблем од тип на малаксаност, главоболки или неможност за извршување на секојдневните работи. Тоа го прави хемоглобинот. Кога ќе падне хемоглобинот, тогаш вие немате работна способност. Така. А што е со оние резерви на железо кои што се опишуваат со терминот феритин? Дали е тоа важна анализа? Многу важно. Особено од аспект што на сите студенти на кои што го држам по правило ова предавање за анемии, меѓу кои што и за серумско железо и за феритин, бидејќи тоа е најчестиот тип на анемија кај популацијата, секој пат тој сегмент им го кажувам на студентите со пораката. Кога ќе станете лекари, барајте институциите во државата да ви стават на располагање услуга за мерење на ниво на феритин, кое што е многу поважно од нивото на серумско железо. Ние сме суштества кои што не се така случајно склопени во една целина, какви што сме како луѓе. Има многу механизми кои што сосема добро го балансираат нашиот начин на функционирање и кои што е. Кога ќе се појави губиток на крв, а тоа е речиси неизбежна причина кај сите железодефицитни анемии, освен тие што настануваат од други причини, нели?
Прво се трошат резервите на железо. Феритинот е форма на резерва на железо која што е складирана во црниот дроб и во мускулите. Тоа се две главни ткива или органи во кои што се складира тоа. Кога се потрошат резервите на железо, тогаш веќе страда крвната слика, бидејќи железото е составен дел на црвените крвни клетки, односно еритроцитите, односно на хемоглобинот внатре во нив. Хемоглобинот е тој што пренесува кислород и ја врши размената на гасови. Ако немате доволно резерви на железо, тогаш немате доволно ни за изградба на нови црвени крвни клетки, еритроцити. И тогаш почнува да се јавува анемија. Обратно, кога тераписки надоместуваме недостиг на железо, тој прво оди во изградба на нови црвени крвни клетки. Потоа оди во резерви, за да не се повтори оваа епизода во скора иднина. Дали ниските веројатности на феритинот секогаш се поврзани со губиток, односно со дефицит на железо? Може ли нешто друго да стои во позадина? Секој пат ниските вредности на феритин се најдобар показател дека или ќе развиете или веќе сте развиле анемија. Значи, тоа е апсолутна потврда. Анемија со ниска вредност на феритин нема втора интерпретација. Високи вредности на феритинот имаат 1001 интерпретација и од тој аспект ниедна состојба не е директно врзана дијагностички со високото ниво на феритин. Тоа може да значи многу други работи. Но нискиот феритин секогаш е врзан со железодефицитна анемија. И секој пат значи само тоа. И само тоа. Сега на каков се начин може да го губат железото мажите и жените? Еве да започнеме со жените. Менструалните крварења, доколку се обилни, ќе се јави ли ваков тип на анемија? Добро е да започнеме со жените, бидејќи во практиката, во амбуланта, 9 од 10 пациенти со железодефицитна анемија беа жени. И кај 9 од тие, практично, кај 90% од тие, проблемот беше во циклусите. Знаете како е најтешкиот дел од мојата работа е да ја објаснам на пациентката дека циклусот е виновен за тие работи, бидејќи секоја жена, секоја пациентка го знае само својот циклус. Тоа не е компарабилна работа меѓу жените. Постојат медицински начини како да измерите колку крварите, меѓутоа секоја жена која што од почеток на своите циклуси крварела по 5 дена, за неја тоа е нормално. Таа што крварела 7 дена и за неја тоа е нормално, бидејќи е секогаш така. Меѓутоа, тоа треба да се гледа и од аспект на тоа колку и каков тип на храна внесувате, бидејќи постојат видови на храна кои што се побогати и посиромашни со железо. Ако двете работи се дебалансирани, ако имате обилни менструации, а не сте толку мераклија на месо кој што е основен извор на железо, тогаш веројатно е дека во некој период од својот живот ќе станете слабокрвни заради недостиг на железо. Обича жените на какви симптоми се жалат? Чудно е дали некој воопшто се жали или доаѓа случајно поради наодна крвна слика која што е правена од рутински причини. Сум имал во практиката жени кои што наместо минималните 120 грама на литар хемоглобин имале 40 и неколку. Тоа е 1/3 од крвна слика. Замислите како да функционирате со 1/3 од било кој друг орган или систем, а жени кои што дошле сами, кои што функционирале и разговарале перфектно, кохерентно, нормално, без никакви проблеми, тоа е така наречениот феномен на адаптација. Крвозагубата од циклуси, од хемороиди, од други причини е многу постапна. Луѓето се навикнуваат на постапното намалување на нивната работна способност и едноставно тоа во некој период им станува нормално. Така да некој пат не се губи, барем на гледање, многу од работоспособноста, од другите можности за извршување на работа и така натаму. Некој пат е тоа пропратено со главоболки, слабост, малаксаност. Пациентите забележуваат дека, например, не можат да се искачат по скали, дека долго време не можат одредени понапорни работи да вршат и така натаму. Уморот е доминантен? Уморот е, меѓутоа знаете како, никој пат не велиме дека постои специфичен симптом кој што дијагностицира анемија. Уморот може да се јави и заради срцеви тегоби, и заради дишни тегоби, и заради многу други. Меѓутоа, општата симптоматологија заедно со резултатите ви дава дијагноза. Ги споменавте хемороидите. Колку често тие минимални крварења кои што и не се видливи може да доведат до анемија? Бидејќи јасно е, доколку крварот силно, ќе дојде до загуба на железо во крвта.
толку тешко што не можете на пациентот да му кажете тоа е причината за вашата анемија. Ќе го прашате пациентот, имате ли хемороиди? Имав. А викам, ги лекувавте, па ви исчезна? Не, ама немам, не крварам веќе. Хемороиди сами од себе не исчезнуваат. Ако ми каже пациентот дека применувал дали хируршка или не хируршка метода на лекување, тогаш можем да бидам задоволен со таков одговор. Меѓутоа, ако знае дека имал и крварел порано, несомнено дека се уште ги има хемороидите, ако не ги лекувал на одреден начин. Што значи дека само станале незабележителни крварења, дека се уште ги има, бидејќи мажите го немаат нели другиот извор на крвозагуба. Дали ке мажите ова може би е најчеста причина за појава на анемија врзана со железото? Најчеста врзана причина со сите други можности од системот за варење храната. Ерозии или чир на желудникот, проблеми со малигни заболувања дали на желудникот или дебелото црево, дивертикулози, некои болести кои што се од автоимун тип и така. Дали анемијата поврзана со железо може биде првиот симптом за некој малигно заболување, да речеме, на дебелото црево? Може да биде. Значи, ако сте професионално добро надградени за оваа работа, секој пат на пациент на кој што се му диагностирале постоење на железов дефицит, во препораката ќе му оставите две работи. Ако е жена, да направи консултации и со гинеколог, а ако е маж, несомнено само со гастроентерохепатолог или дигестивен хирург, за да се, ја тоа така сум го дефинирал во секој мој извештај, да се дефинира и санира изворот на крвозагуба. Пациентите најчесто доаѓаат вика не крварам од никаде. Најтешкиот дел да го откриеме изворот на крвозагубата. Доколку не се открие и не се санира, нашиот напор да ја санираме анемијата е еднаков на сипување вода во бушна кофа. Колку год да се трудиме, ако не се санира изворот, ова состојба се повторува. Дали секогаш мора да има некои минимални или поголеми крварења за да дојде до ваков тип на анемија? Например, ако некој е нетолерантен кон глутен или пак има целијакија и покрај тоа што внесува железо преку исхраната, може ли да се наруши апсорпцијата? Некои такви состојби можат ли да доведат до ваков тип на анемија? Целијакијата е единствена состојба која што е врзана со проблеми со ресорпција на железот. Другите, како улцерохеморагичниот гастрит или, како се вика, заболување на цревата, нели, се врзани и со крварење. Меѓутоа и со проблеми со ресорпцијата. Меѓутоа, јас одамна бев под импресија дека целијакија е нешто што се диагностира претежно кај деца. Колегите од гастроентерохепатологија ме обрнаа внимание дека е прилично честа диагноза кај возрастни пациенти, така да затоа и е смислата на онаа препорака да се направат консултации со гастроентерохепатолог или дигестивен хирург и за жените плюс и со гинеколог, за да се дефинира можност од крварење. Потребно да се направи гастроскопија, колоноскопија? Најчесто така, веќе не работиме со старите методи, со рентгенски испитувања и така натаму. Ако е само за хемороиди, веројатно доктор доволен само и ректален преглед, меѓутоа никој пат не знаете што има. И точно тоа е смислата на тоа да се поведе грижа за сопственото здравје, затоа што можеби на таков начин прв пат ќе диагностирате нешто што не ни знаете дека го има. Така. А зошто кај трудниците постои зголемена потреба од железо, па тие често пати развиваат ваков тип на анемија? Затоа што хранат два организми. Значи, ние велиме дека дневните потреби на секој индивидуа се, во случај да немате крвозагуба нормално да функционира организмот со нормални резерви, 1 милиграм на ден е доволна потреба од железо, доволно за да се задоволат сите дневни потреби. Кај жените таа граница расте на 3 до 7,5 милиграми дури дневно во последното тромесечие. Најчесто во последното тромесечие, меѓутоа тоа не значи дека не и порано, кај сите трудни жени по правило се манифестира железодефицит тип на анемија. И затоа едукацијата беше одавна спроведувана кај нашите колеги и неонатолози и гинеколози, тие сега сами без никакво влијание од наша страна препишуваат препарати на железо, особено во последниот триместар. Да се разбереме, препознавањето и лекувањето на железодефицит на анемија не е работа на специјалисти. Тоа е кај нас така. Но јас на сите студенти им кажувам, ова е работа и јас ова предавање ви го држам затоа што
Вие, како дипломирани лекари, треба овој проблем комплетно да го решите на ниво на примарна здравствена заштита. Ако, откако ќе дипломирате, ми пратите пациент со ваш подпис, со железодефицитна анемија, значи дека или не сте били на ово предавање или дека сте го преспали. Значи, хематичниот лекар треба ова да се диагностицира. Апсолутно. Тоа е многу едноставно. Треба само да мислите и да имате знаење. Така. Кога станува збор за спортистите, професоре, дали кај нив може да се јави ваков тип на анемија, бидејќи имаат зголемена физичка активност? Заради спорт не се јавува анемија, значи тоа е можеби врзано со некои алпинистички спортови, такви работи. Имате ли поголема потреба од железо? Не. Значи мускулната маса не троши и да зборуваме за уништување на мускулна маса заради преголем напор, од таму би се трошиле само резерви. Она што е дневна потреба, тоа се задоволува и преку исхраната. Сметам на тоа дека професионални спортисти имаат начини исхрана во кој што така работа се зема предвид, дека нема да бидат дефектни. Меѓутоа, има една специјална популација на луѓе кои што се вегетаријанци. Тука настанува проблемот и јас затоа секој пат велам постојат два вида вегетаријанци, едуцирани и неедуцирани. Едуцираните знаат за последицата од неземање на месо и земаат суплементи на храна. Неедуцираните ова не го знаат и доаѓаат на лекар кога стануваат анемични. Често пати се случува да доаѓаат со анемија, оние кои што имаат веганска, да речеме, или вегетаријанска исхрана? Да ви кажам дека особено на почетоците, претпоставам дека се прават некакви грешки. Ова работа која што не ја кажувам со радост, меѓутоа родената сестра моја, прв пат кога ми каже дека има проблеми со здравјето, ми покаже крвна слика со половина од вредноста на хемоглобинот. Од тогаш веќе не ја повторува грешката, бидејќи земав на себе да ја едуцирам, така да сега зема препарати кои што содржат суплемент. Да разграничиме терапија на железодефицитна анемија и земање суплементи се две многу различни работи. Ќе појасниме подолу во емисијата, само прашам, има ли природни извори на железо кои што може да го заменат железото од месото? Да речеме семе од коприва има железо. Има. Ќе изедете половина кило семе од коприва, тоа е проблемот. Ќе изедете еден бифтек од 200 грама, во него има повеќе од доволно за дневна потреба. Меѓутоа е прашање дали може да изедете спанаќ половина кило, кој што ја заменува таа количина, или семе од коприва, или некои други работи. Сок од цвекло, например, или салата со цвекло. Сите тие производи ги знам, меѓутоа тоа не може терапискиот дел да ви го замени. Тоа може да ви замени внес за дневни потреби. Кај оние што знаат за таа работа. Ми рекоа дека по маса најголема концентрација на железо постои во црните алги. Меѓутоа таа работа е типично за источниот свет во исхраната. Тие го консумираат, така да веројатно кај нив нема толков проблем. Кај нас е малку тешко да разберете дека можеби ќе изедете 200 грама црни алги дневно во исхраната. Професоре, а што е со оние кои што пречесто даруваат крв? Може ли кај нив да се јави проблем со железото во крвта? Регуларно не би требало да постои појава на пречесто дарување на крв. Тоа е работа која што се контролира од Институтот за трансфузиона медицина. Мислам дека не дозволуваат повеќе од 4 дарувања годишно. Значи, затоа постои протокол. Постои евиденција за тоа, да. Сметано на тоа дека количеството на крв кое што се донира е околу 350-380, можеби 400 грама, 400 милилитри, така да функцијата на обновување на крвта трае околу 90 до 120 дена и затоа се тие мерки наведени. Така да со нормална исхрана и со нормални резерви на железо не би требало да има проблем со толку често дарување. Значи слободно може се дарува крв? Апсолутно, и тоа се стимулира, бидејќи крвта ви е потребна за други пациенти и така натаму, кај што не може на друг начин да замени. А има ли некои генетски заболувања поврзани со крвта, кои што даваат слични симптоми на железодефицитна анемија? Има такви што даваат крвни слики, кои што се идентични. Значи, постои дефект во создавањето на нормални црвени клетки, кои што при правење на крвна слика ќе ви даде ист резултат како и кај железодефицитна анемија. Меѓутоа, ако го мерите ниво на серумско железо, особено ако го мерите ниво на феритин, тогаш ќе направите голема разлика меѓу железодефицитна анемија и таласемија. Таласемијата е едно генетско заболување
при кое што заради генетски дефект не се создава нормален хемоглобин. Ако не се создава нормален тип на хемоглобин, тоа значи дека железото практично не се ни користи. И затоа е разликата само во нивото на серумско железо, особено во нивото на феритин. Феритинот никој пат не страда кај овие пациенти. Тие пациенти дури заради начинот на лекување, особено оние што ги викаме дека се мајорна форма или хомозиготен, односно дефект, мутација на двата пара на хромозоми, на парот на хромозоми, на двата хромозоми, тогаш се манифестира со потреба за чести трансфузии. Ова е обратно од вашето претходно прашање. Пациенти кои што премногу често примаат крв, а тоа може да биде за различни причини, оние што крварат од малигни заболувања и слично, кај нив доаѓа до натрупување на вишок железо. Така да кај нив нивото на феритин е многу високо. Што исто така не е добро. Секако дека е многу голем проблем. Постои едно заболување кое што се диагностицира практично со тоа ниво многу екстремно високо на феритин, тоа е така наречената хемохроматоза, меѓутоа кај пациентите со таласемија кои што единствено може да ги лекувате со трансфузии, кај нив нагомилувањето на железото, односно качувањето на нивните резерви доведува до оштетување на внатрешните органи, на срцето, на црниот дроб и така натаму, што представува конечно и проблем во одржувањето на нивниот животен век. Затоа една од главните терапии кај таласемиите е со така наречени хелатори на железо, односно препарати кои што треба да го отстранат вишокот на железо. Откако ќе се постави диагноза анемија поврзана со железо, како се утврдува начинот на терапија, незиното време, траење и слично? Во медицината викаме дека никој пат наједноставниот начин и најевтиниот не е најдобар. Во случајот на железодефицитна анемија, лекувањето со наједноставниот и најевтиниот начин. Во современата медицина сме стигнале до фаза кога оригинално измислениот препарат за третман на железодефицитни анемии веќе никој не сака да го произведува. Тоа е така наречениот феросулфат, кој што беше фантастичен препарат, меѓутоа е толку ефтин за производство што веќе никој нема интерес од бизнис аспект да го произведува. Сега имате многу различни форми на железо, меѓутоа кои што се земат на уста. Дали се во форма на таблетки, на капсули, дури и на течни раствори, тоа е помалку важно. Секој пациент треба да си го најде препаратот кој што на него му предизвикува најмал проблем, најдобро го поднесува и со тој препарат да се лекува. Меѓутоа правилата се исти. Терапијата на железодефицитни анемија се спроведува со земање на 100 до 200 мг. Јас секој пат предпочитам повисоката доза, бидејќи со железо не може да се отруете или да се интоксицирате земано, ако е земано на уста, освен ако тоа не го правите намерно, нели? Меѓутоа, за да ги задоволите дневните потреби од ресорбираната, од примената доза на железо, малку само ќе пројде на системот за варење храна, малку ќе се ресорбира, малку ќе отиде за изградба на нови црвени клетки, малку ќе отиде во резерви и така натаму. Не значи дека ако земете 200, вие ќе ги потрошите 200. Организмот има одреден капацитет за создавање на нови црвени клетки, толку ќе потроши. Другото само ќе го елиминира. Веќе споменавте дека некои пациенти имаат тегоби како гадење, обстипација и слично. Тоа значи дека можат да одберат некој друг препарат што помалку проблеми ќе создаде? Или сите препарати со железо доведуваат до гастроинтестинални тегоби? Пишува дека може да доведат. Меѓутоа не значи дека ќе секогаш ќе доведат неминовно. И уште нешто. Не значи дека на секој пациент тоа му представува некако голем проблем. Некој пат жалбите од препаратот се малку агравирани. Има вкус на железо. Мислам, има вкус на месо, има вкус на пиперка, тоа е нормално да го имате. Сега прашање дали вас ви пречи толку вкусот на железото, кој што го примате еднаш или два пати дневно, или ви пречи анемијата, која што изнесува 1/3 од вашата нормална крвна слика и ве прави работо неспособен, когнитивно неспособен и така натаму, нерасположен, уморен. Прашање што сакате да жртвувате тоа. Еднаш или два пати дневно да имате вкус кој што го добивате и ако го ставите пенкалото случајно во уста по навика или лажицата или нешто друго. Еднаш до два пати дневно, рековте? Два пати, по правило два пати. Може преку еден ден? Сега има и некои поинакви протоколи? Има студии кои што искрено, лично не ги почитувам, бидејќи не ја наоѓам смислата на такво нешто. Еден ден да земете 100 мг или 200 мг, другиот да не земете ништо,
за мене не е пристап кој што има некаква смисла. Не прави железото никаков проблем заради кој што треба да прескокнувате еден ден во терапијата. Ги читав тие статии, се појавуваат кај нас е такви. Меѓутоа, како да ви кажем, во историјата се менувале препораките и за тоа како да се надоместува. Има одредени препораки во кои што одеднаш ги надоместувате сите. Прашање е како би се задржала вкупната доза што ви треба на железо, иако е тоа математички присметано, во организмот за да ја употребувате додека изградите цела генерација на нови црвени клетки. Не сум имал пациент со кој што не сум постигнал успех во лекувањето на стандардниот начин. А тоа е секојдневно земање во 2 дневни дози од по 100 мг. Дали треба на гладно да се земе? Секој пат, бидејќи железото како елемент, хемиски само гледано, без да гледаме биологија, бара кисела средина за да претрпи 2 така наречени оксидоредуктивни промени. Тоа мора 2 пати да се промени за да стане употребливо за она за што има смисла, а тоа е градењето на хемоглобин и црвените крвни клетки. Значи му треба празен желудник во кој што желудечната киселина не е истрошена, туку стои во желудникот, за во кисела средина да ги направи тие 2 хемиски промени и натаму да се употребува како што треба. Тоа представува проблем кај одредени пациенти кои што имаат или хроничен атрофичен гастрит или оперативно третиран проблем на желудникот, заради кој што желудникот не постои. Желудникот и почетниот дел на 12-палачното црево се места кај што се ресорбира, кај што се користи железото. Ако тоа го немаат, тогаш може да се зема или заедно со витамин С, кој што е аскорбинска киселина и ја создава таа кисела средина вештачки, или дури во одредени случаи да се помине на така наречен парентерален, односно не начин на земање на лекот преку уста, туку во форма на инекции. Споменавте витамин С. Препорачувате сите пациенти што земаат железен препарат да го комбинираат со витамин С? Не сите, само оние што имаат сериозни и докажани проблеми со желудникот, заради кои што немаат природна кисела средина. Меѓутоа, да го земаат со сокот портокал, меѓутоа не со 3 литра сокот портокал, туку со половина чашка. Тоа е и заради вкусот, и заради витаминот С, кој што го има во таа количина, да. А треба да се избегнуваат некои продукти кои што би влијале на неговата ресорбција? Тоа е во содржано во препораката. Кафе, чај, цереали, житарки од било кој тип и други млеко, секако. Значи тоа се работи кои што попречуваат, бидејќи често ме прашуваат пациенти кисело млеко. Кисело млеко не е кисела средина, тоа е базна средина заради млекото. Иако има кисело во терминот. Вкус кисел, меѓутоа тоа не е тоа. Значи тие работи се знае дека попречуваат. Така да затоа велиме најмалку 30 до 45 минути пред било каков оброк. Значи не може утрото да почне со кафе и со терапија за надоместување желез. Треба да постои на пациентите велам препаратот за железо да го ставите на надкасно. Кога се разбудите се вели прво тоа, па после правите се друго. Уредување, миење, купател и така натаму, ќе ви помине пола час до 45 минути додека стигнете барем до првото утринско кафе. Професоре, а ќе има темно обојување на столицата? Секогаш. Некој ќе се исплаши да не е случајно некој крварење, дали од железото или не? Не, ако им кажете претходно за таа работа, знам дека тоа ги загрижува пациентите. Меѓутоа, тоа е обојување, на кого му пречи обојување. Некои пациенти, например, викаат, не можем ја тоа да го пием, затоа што ми се бои црна столицата. Што ако се бои црна столица? Каква е тоа причина да не си го подобрите своето здравје? Тоа ќе биде привремена работа, нема да е трајна. Као некои што имат изразена анемија, дали може би подобро да примат инекција или пак да примат венозно железо? Не? Примањето на железо на друг начин, не преку уста, мора да се одвива исклучиво поради медицинска индикација. Или треба да имате медицинска состојба која што не ви овозможува примањето на железо преку уста, или треба да имате состојба во која што тоа не може да се ресорбира. Значи, кај хронични заболувања има проблем со ресорбција на железо и кај нив може да се дава така наречено парентерално, односно во форма на инекции. Инекциите може да бидат и венски, и мускулни, без разлика што имате на пазарот во тој момент, меѓутоа тоа се изведува само по барање на докторот. Не е тоа работа на договор. Доктор, може да ми пишете инекции? Не може. Сакате некој да ви пише инекции, прашајте некој што не е медицински едуциран.
Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контактна, слободно можете да се вклучите во програма и да поставите прашање на темата на која што говориме. Значи, веќе споменавте дека кога е паднат хемоглобинот, кога е намален хемоглобинот, значи анемија, но и кога е намален феритинот, односно резервите на железо, исто укажува на анемија. Сега, што најнапред ќе се нормализира? Дали хемоглобинот или пак феритинот? Значи, да ја разјасниме процедурата. Прво правите крвна слика, Добре. кажувате има анемија, па барате причина за анемијата. Бидејќи не се сите... После се прави феритинот? Ајде, објаснете ми како оди во праксата, тоа што го работам, тоа го знам веќе како завршува, така да јас ги работам паралелно двете анализи. Меѓутоа, по правило, пациентите кога прв пат ќе дојдат кај хематолог носат претходни резултати и веќе знаете дека има анемија. Значи, имам слобода да направам нова крвна слика, меѓутоа и со анализите кои што ќе ми потврдат позадина за тоа. Не се сите анемии железо дефицит, имате B12 дефицит, имате анемики хронични болести и од други причини. Меѓутоа, тогаш барате диагностика. И тогаш има смисла да се прави нивото на феритин и на седумско железо заедно со уште две други протеински анализи. И кога ќе се даде терапијата, каде прво ќе се реши проблемот, во резервите или во крвната слика ќе се види? Тоа е прашањето што морам да го објаснам на пациентите. Кога коригирате нешто, коригирате болест. Болеста во случајот не е нивото на железо. Болеста е анемијата. Така. Значи, вие го коригирате нивото на хемоглобинот и треба да го контролирате само нивото на хемоглобинот. Динамиката на корекција би требало да биде околу 10 грама секоја недела, меѓутоа зависни од почетното ниво, додека мерењето на серумско железо во ситуација кога прима пациентот на уста терапија со железо е идентично на мерење на ниво на алкохол во крв за пациент кој што пие за човек кој што пие алкохол. Тоа е јасно како ќе заврши. Ќе добиете лажно висок резултат затоа што вие примате препарат на железо и нема никакво значење. Вие сакате да ја доведете здравствената состојба до нормала, а тоа е хемоглобин. А професор, може да се случи кога хемоглобинот да е нормален, а да бидат исцрвени резервите на железо? Се уште може, тоа се пациенти кои што знаат дека имаат извор на крвозагуба и стигнале до таму да ги потрошат резервите, а се уште да не се манифестира. Значи, прашање на временска рамка во која што се прави анализа. Ќе ги вклучиме гледачите, ќе им дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Поздрав за докторот. Ви благодарам. Јас секој месец ја проверувам крвта. Железото ми е 15, хемоглобинот 115. Пијам хефарол заедно со витамин С, но ми рече докторката да ги прекинам и дека е добра крвта. Осеќам слабост и малаксаност, дали имам здравствени проблеми со ногите, дали е тоа од крвта или од ногите? Да немате уште никакво прашање пред да се исклучите? Имате уште едно прашање од професорот? Дали има некој... Имам и висока седиментација 63. Дали има некој хронично заболување заради кој што примате друга терапија? Немам друго хронично заболување. Немате диабет, нема други работи? Не. Само реума имам. Реума. Реума има? Не, да. Добро. Тоа е се. Тоа е Да, тоа ви што благодарам за вклучувањето во програма. Прашањето беше дали имате друго хронично заболување, на крај и покрај не, вика имам реума. Се работи за една друга појава, а тоа е да имате кај пациентката речи си нормално ниво со 115 грама, меѓутоа она рече дека има и нормално ниво на седумско железо, према тоа не знам која била индикацијата да добива терапија со нормални вредности. Се работи за еден друг медицински ентитет кој што се нарекува анемија при хронични заболувања. Автоимуни, малигни, хронични, дегенеративни, сите други хронични заболувања во својата основа прават еден друг проблем заради кој што се манифестира и мал пад во нивото на хемоглобинот, а тоа е прекумерното лачење на еден хормон кој што се нарекува хепцидин. Тој е производ на црниот дроб и во сите случаи, дури и акутни, например при инфекции, се качува неговата вредност и хепцидинот го пореметува, односно го оневозможува ресорбирањето на железото земено на уста. Тоа е една од индикациите за кои што предходно ме прашавте, кај што е дозволено третирање со парентерални, односно со венски или мускулни препарати на железо. Меѓутоа, анемијата кај овие пациенти не е толку многу изразена. И не секој пат давањето на железо ќе ја коригира анемијата.
бидејќи хепцидинот секој пат ќе го пореметува ресорбирањето на железото. Значи организмот свесно го крие железото? Организмот не му дава хепцидинот не му дава на организмот да го користи железото. Ова во медицината се објаснува со тоа што многу клетки кои што не сакаме да користат железо, а сите клетки практично го користат, или во случајот на инфекции оние микроорганизми што не напаѓаат, не сака да им даде на располагање железо за користење, бидејќи тоа оди во прилог на пореметената функција која што овие болести ја предизвикуваат. И во тој случај не држи на минимумот неопходен, нема да дозволи да станеме многу анемични, меѓутоа нема ни да не доведе во сосема нормални рамки. Ќе ги вклучиме гледачите, потоа имам уште неколку прашања поврзани со ова што сега го говоревте. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Вака имам едно прашање до докторот. Дали може да варира вредноста на железото во зависност од циклус или некое воспаление во телото? Така, ви благодарам што се вклучивте во емисијата, го пропуштивте во ведниот дел очигледно на Телма амбуланта, но и професора накратко, бидејќи го разјаснивме ова. Може да варира многу. Прашањето е повторно зошто се прави. Ако немате анемија, не треба да знаете колку имате серумско железо. Воопшто не е важно за ништо друго, освен за создавање на црвените крвни клетки. Ја разбирам дека е тоа дел од стандардната анализа која што ја правите во примарното здравство. Меѓутоа, не може да тоа биде најважниот момент на кој што вашето внимание ќе остане. Варира. Варира од лабораторија, варира од начинот на земање, варира од зависност од тоа дали имате хепцидин покачен или не, а при секоја инфекција има. Циклусот не може серумското железо да ви го симне од денеска за утре, па после 3 дена да ви биде нормално. Меѓутоа, ако правите анализа која што не е врзана со хемоглобинот, а гледате колку е серумското железо, правите реално грешка. Гледате неважен податок. Треба да знаете дали хемоглобинот ви страда од тоа, а не дали циклусот ви влијае на нивото на железо. И ова едно корисно појаснување. Продолжуваме понатаму со прашање од гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Го постави прашањето за хемороидите на сопругот. Добра. Значи, вашиот сопруг има хемороиди? Да, и тие крвара, тоа стоп си има крварење. Каква му е крвната слика? Па, крвната слика е добра секој пат. Добра. Прашањето конкретно е дали може, предпоставам, да направи некаков проблем во однос на железодефицитна анемија. Тоа ве интересира? Мислам дека разговорот не го следите преку слушалката и затоа имаме пауза ваква во комуникацијата. Ве молам, намалете го ТВ приемникот и следете го разговорот преку слушалката. Доволно е, ви благодарам за вклучувањето, повелете, професора. Има суфлер пациентка, односно она не е пациентка, не ли прашува за друг човек. За сопругот. Прашањето е зошто двајцата знаете дека еден од вас има проблем, а зошто тоа не се решава на соодветен начин. Значи, не мора да значи дека секој пациент со хемороид ќе развие анемија, меѓутоа е неминовно дека ако проблемот продолжи, не само тоа, меѓутоа еднаш може да случи да обилно искрвари пациентот, не да биде толку помалку и да влезе во состојба која што ќе биде многу посериозна. Еднократно обилно крварење е нешто друго. Тоа не е вообичаениот начин на развивање на анемија. Зошто не го средите проблемот, а после ќе разговараме за што биле можните последици и така натаму. Сега за сега, со нормална крвна слика, се разбира дека нема ништо друго потреба, освен да има нормален дневен внес на железо. Меѓутоа, примарно е здравствен проблем си хемороидите, решите ги. Така. И сега, кога зборуваме за резервите со железо кај пациенти кои што се болни од некој малигно заболување, дали феритинот кај нив може понекогаш да биде лажно висок? Не е лажно, реално е висок. Реално висок? Реално е висок. Значи, прво, се различни се заболувањата. Ако имате малигно заболување на црниот дроб, тогаш веројатно и капацитетот ќе биде проблематичен, така да тогаш и не треба да ги земате за релевантни. Меѓутоа, и кај малигните заболувања, како и кај хроничните други што ги наведов, хепцидинот е на повисоко ниво. Тоа е една одбрана да не им дава на клетките од малигното заболување исто така железо за користење, кој што и овие клетки го користат. Меѓутоа, во тоа ќе страдаат и нормалните црвени крвни клетки и кај пациентите со малигно заболување една од најчестите пропратни или придружни појави е манифестирањето на анемија.
Сега како се прави проценка дали на пациентите со онколошки заболувања да им се даде железен препарат или не, доколку самиот организам нели велите дека го спречува Организмот го спречува со качувањето на ниво на хепцидин. Значи, на уста секако не доаѓа предвид. Кај бубрежните заболувања имаме сознание дека со венските или со мускулните препарати може да помогне, бидејќи бубрежните оние што се на хронична инсуфициенција со диализа, истиот проблем се јавува. Меѓутоа, кај малигните заболувања, примарната цел е лекување на малигното заболување, а не компензирање на една компликација која што е релативно јасно дека ќе се јави кога тогаш. Така да прашањето е нерелевантно и релевантно за тој пациент. Примарно е како се лекува малигното заболување. Ако имате прогрес во лекување на малигното заболување, неминовно сама по себе, со нормално постојање на резерви на железо, ќе се поправи крвната слика. А може ли прогресот на онколошкото заболување да се следи, односно да се забележи преку влошувањето на нивото на железото во крвта? Секако ќе не преку железото, повторно преку анемијата. Преку анемијата, така. Преку анемијата. Феритинот не се користи за следење на Значи хемоглобинот се следи повторно. Да, се следи како компликација кај секој малигно заболување, прогресијата на анемијата значи дека не сте на добриот пат. Односно дека прогредира заболувањето. Меѓутоа, тоа не е основен параметар, нели? Тоа е нешто што ќе го констатирате на ниво на примарна здравствена заштита. Следењето на успехот од лекување на малигно заболување има свои правила и протоколи и тие се контролираат на соодветен начин. Дали се работи за биохемиски маркери, дали се работи за имиджинг технологии, PET scan, компјутери и така натаму. Има други начини на кои се контролира напредокот. Као вие пациенти, дали примањето крв? Трансфузијата е реална опција за подобрување на крвната слика? Многу често, бидејќи тоа е единствен начин да компензирате нешто во ситуација кога немате нормален начин да ја компензирате крвната слика. Сосема на крајот на денешната Тилма амбуланта да ја прашам што би им советувале на пациентите кои што сами си поставуваат диагноза, откако ќе ја видат крвната слика, па ќе влезат и на интернет да прочитаат. Еве, кој параметар да не го земаат во предвид или пак самите да не го анализираат? Прво тоа да не го прават како појава, бидејќи затоа постоиме. И јас ќе бидам радосен кога ќе останам без професија, кога ова ќе го знае целото население и кога ќе има единствен и лесен начин да се коригираат сите проблеми во хематологијата. За среќа, за некои многу потешки болести го имам тоа задоволство до сега, меѓутоа многу работи се уште не се со таков финален резултат. Прво, гледате дали имате проблем со крвната слика. За разлика од тоа што е познато во населението, крвна слика содржи само елементи од крвната слика. Тоа се бели, црвени крвни клетки, крвни плочки и хемоглобин. Останато, шеќер, уреа, креатинини, билирубини, тоа се биохемиски анализи кои што се прават во крвен примерок. Меѓутоа, крвна слика е ова: хемоглобин, леукоцити, тромбоцити, еритроцити. Ако имате проблеми со хемоглобинот, тогаш треба да направиме диагностика поради што се јавило намалувањето на хемоглобинот. Дори тогаш ги гледаме биохемиските анализи, меѓу кои што само нивото на серумска железа не е доволно. Треба да се земат заедно со два други протеини кои што се носачи и разнесувачи на тоа железо низ организмот. И, конечно, тоа што одамна го препорачувам, да се направи анализата на нивото на феритин достапна во примарното здравство, бидејќи тоа е можноста за најмала грешка во поставување на диагнозата на железодефицит. Треба да се знае нивото на витамин B12, на билирубин и така натаму, меѓутоа тоа се дополнителните анализи за природата на болеста. Значи, нема потреба оваа состојба да се решава само од себе. Можете само да знаете за се ова што разговаравме денеска, ако не внесувате доволно железо преку исхраната, па да коригирате нешто во тој сегмент. Во текот на емисијата споминавте дека не е исто терапија со железо и суплементи. Така е. Што е разликата? Тераписката доза за лекување на постоечка анемија изнесува 100-200 мг. Суплементите се обично препарати кои што содржат меѓу 10 и 20 мг железо. Терапијата со суплементи им ја препорачувам на сите пациенти по корекцијата на нивото на хемоглобинот, односно на анемијата, ако знаат дека или имаат многу обилни циклуси, а не можат да ги решат или не сакаат да ги решават на друг начин, така да земаат поголемо количество од она што е дневниот минимум,
за да може да ги одржат нивоата на потребно ниво за изградба на хемоглобинот, односно на црвените крвни клетки. Пропуштив едно прашање. Колку време ќе трае терапијата? Како проценувате дека треба да се прекине терапијата? Прилично стандардна метода. Почетното ниво на хемоглобин гледате кога ќе го коригирате. Значи правите контроли. Во моето искуство првата контрола треба да се направи после 2 месеци, а потоа на 1 или 2 за да видам кога ќе се врати хемоглобинот во нормално ниво. Го мерам тој период на време, колку било потребно и уште толку пациентот треба да го зима во исти дози железото за да ги надомести резервите. Значи не се прекинува од кога ќе се нормализира. Никако. Тоа е стандардна грешка. Сега ти е добар хемоглобинот, не треба више да пиеш. Кај се резервите? Ако ги не ги надоместите резервите, а причината не сте ја решили, а тоа е најбитниот момент. Причината за крвозагубата мора да биде решена. Инаку неизбежно дека се повтори анемијата. Ќе ја решите причината, ќе го надоместите нивото на хемоглобинот, уште толку месеци, обично е уште 2 до 3 месеци, ќе го земате железо да го надоместите нивото на резерви на железо. Тогаш може да прекинете. И потоа, од кога ќе се прекине терапијата? После колку време треба да се направи проверка? Ова пациентка што каже дека прави на секој месец крвни слики нема никаква смисла. Толку често правење на крвни слики нема никаква потреба. Контролите се прават систематски прегледи, еднаш годишно или евентуално 2 пати годишно. Меѓутоа, повторно, ако правите почесто крвни слики, имате сомнение дека сте го решиле проблемот. Ако не сте го решиле проблемот, со гаранција ви кажувам дека ќе се повтори ситуацијата. Решите го проблемот, изворот на крвозагубата. Професор, ви благодарам многу за оваа емисија, за ова прекрасно појаснување на темата. Имавме бројни дилеми кои што треба да бидат разрешени. Мислам дека сега на гледачите ме се појасно. Ако помогам, секој пат мојата мисија е исполната и завршена. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од Телма амбуланта, ким се заблагодарам и на гледачите што и денеска не следеа со внимание. Почитувани ви посакувам пријатен ден.